Дел од парите отидоа во недвижности, дел од парите си ги оставив за да можам да започнам малку посериозно бизнис у Германија на Амазон. Ноќно време граде веб страна, многу беше тешко во тај период затоа што тај дел не беше воопшто развиен у Македонија. Меѓутоа јас секој пат гледав од бугарите, од грците како работат со веб страна и тоа ми беше што е можно побрзо да ги качам тие производи, а производите беа многу. И ми кажуваат дека сакат да инвестират во странство и дека сакат да го продадат Autolux. Дали сакам да си го вратам назад. За мене тоа беше многу голем шок. Шок затоа што јас иако ја продав таа фирма, да кажеме, таа беше за мене како едно мало дете. Добро дојдовте во новата епизода на Bizcast. Во новата епизода го имаме за гостин еден од повратниците од странство, кој што се вратил, продолжил да гради бизнис овде во Македонија, а тоа е Владко Филипов од Autolux или Каросерија МК. Добре дојде. Добро ве нашол, Петор, и ти благодарам на поканата да бидам ваш гостин. Имаме ли малку трема? Па, нормално сега, камери, микрофони, али... Живи луѓе. Да, не е страшно, мислам. Претпоставувам ова ти е прво гостување на подкаст, така да... Па не ми е, не. Имам учествувано во две, едно во Бугарија и едно кај Иван Ивановски. Добро, и... Да. Ама тоа... Поодамна е, да. Така да ќе ни треба сега период за адаптација. Нема страшно. После Кристијан од Акција 24, Така? ти си еден од луѓето кој што млад започнал да гради бизнис, кој што е... Од која возраст ти започнуваш да работиш нешто, да се запознаваш со предприемништвото и слично? Па, први да кажам, доаѓам од Кочани, малку да го разбиеме ледот, затоа што ќе зборам на дијалект. И сум 35 години, чисто колку да си има некоја ориентација од каде се започнато и до каде сме во овој момент. Кај мене таа приказна е почната сосем случајно, да кажеме како дете, не сум ни бил свесен дека тоа од таму започнало. Моите две баби продаваа на пазар во Кочани секој четврток. Буквално секој четврток двете беа таму една до друга. Едната продаваше магданос, а другата продаваше пипер и ракија. Едната баба ми е од Неготино. И јас како дете, на мои 7, 8, не знам, 9 години, секој четврток кај нив. Интересно ми е. Купи, продај, тоест самиот факт дека ти правиш нешто, услужно некоја дејност, таа комуникација со луѓе ми била многу интересна. И сега дете како дете, знаеш, тука си на крајот од денот ќе ти поделат нешто, еве ова е за нови производи, ова е нешто ќарот, ова нешто станува за тебе и дете како дете, нели тоа е радосен. Никош не ми било до парите колку што ми било до самата игра, самиот адреналин во тоа време. И од денешна гледна точка тоа ми бил некој прв контакт со клиенти на многу мали години. Дали ја задржа таа детска желба, тоа детско, таа детска забава во работата со клиентите, да се продаде нешто, да се увезе нешто сега, ајде. Да, мислам тоа е било многу одамна и сум бил многу мал, не сум ни бил свесен во што се впуштам, меѓутоа да, самата трговија, пошто нели тоа е трговија, купи продај, има и разлика некоја, ми била многу интересна, буквално многу интересна. На нешто следно што се сеќавам е на мои 10-11 години, во тоа е горе-доле 2001, татко ми увезуваше возила од Германија и ги продаваше и на неколку пати јас кидев со него и сега нели купуваме возила таму и одеме на некои пазари, како на времето што беше автопазар во Скопје. Одев по такви пазари и имаше телефони, половни телефони се продава. Во тоа време нели беа многу ретки телефоните, 2001-2002, може да замислите, тоа е било нешто многу обично, да кажеме, најобичните телефони биле многу ретки, ограничени кај нас. И јас ки си купев 1-2, тоест татко ми ке ми ги купил 1-2 телефони, јас не сум имал пари. И кога си дојдевме тука, ги носев по мобилари, во тоа време имаше многу мобилари кај нас.
И нешто што друг канал за продажба ми беше Огласник М. Не знам, вие сте помлади од мене, не се сеќавате на Огласник М. Огласник М, за тие што се сеќаваат, сигурно ќе се посетат ако нешто се продавале. Огласник М е весник што беше специализиран само за продажба на производи. Тука највеќе се огласуваа возила, меѓутоа имаше и категорија, секакви категории имаше. И излегуваше еднаш во неделата. Замисли, пишуваш порака, SMS кон весникот, продавам Nokia 3310, цена X пари, нели? Да, и чекаш некој да ти зазвоне да го купе тај телефон. Обично беа се од Скопје и имавме ние таксисти во тоа време, ден денеска се уште постои Бранко. Ќе го пратам телефонот за Скопје, ќе го продаде он, ќе донесе некаква сума на пари, потоа ако немав тука телефони, купував јас пак весник, па јас барав нешто, јас да купам и на тој начин тоа е било некоја детска игра. Тој адреналин купи продај, не дека нешто сме правеле во тој момент, али тоа е било во мене. А се вадеше некоја пара во тој период? Пара не можам да кажам дека се вадило некоја пара, ама чисто од напредуваш. Може би телефон ќе продаваш на некој си 500 денари разлика или нешто тај стил, тоа не може да кажам дека сме правиле некој бизнес, меѓутоа од денешна гледна точка гледам дека е најбитна била самата комуникација и нешто дека си правил за да постигнеш нешто. Нели, сепак на некој начин тоа е било не директна, туку индиректна трговија преку весник. И преку телефон нормално, нели, правејќи ти се. Само не Тоа е било 2001, 2, 3, од прилика 11 години. Да, 11-12 години сум бил нешто тај стил, 6-7 деление, сакаш ваков телефон, нема од дома купете ми таков телефон, туку продаваш тај и полека со некоја маржа стигнуваш до тоа што го сакаш. Кај мене по принцип и дома е било така секогаш, ако сакам јас нешто што е поскапо, нели, нормално, ако не се можеле моите да ми го дозволат, или имало е моменти, многу моменти кога се можеле да го дозволат, ама не ми го купат тоа. И јас најдам начин како да дојдам до тоа, сепак, нели, купи продај, таа трговија се има во себе, нешто ќе продадеш, нешто од лево, нешто од десно, ќе дојдеш. На некој начин сум бил поттикнуван така да размислувам за да на еден начин да не ти го дадат тоа веднаш, инстант задоволство, малку да се помачеш за да дојдеш до тоа. Мислам дека тоа е многу битен фактор што од днешно време има многу голема улога врз мене. Да нема инстант задоволство. Знаеш, она кога ќе посакаш нешто, веднаш не, туку малку да најдеш начин да го заработиш, да се избориш за тоа, па за да го добиеш. Да. Видејќи сега помладите генерации сите сакаат веднаш и одма се. Да. Брзи пари, брз живот. Да. Тоа е за жал малку лошо на некој начин. Меѓутоа, нели, некои нови генерации доаѓаат, па излегуваат некои нови работи. Нели, секоја генерација си носи по нешто. Па како беше оно, нели, лесните времиња создаваат слаби карактери, слаби луѓе, слабите луѓе создаваат подобри времиња, подобрите времиња создаваат пак и циклусот цело време си врти. Да. Ти имаш искуство и со кафемат. Како? Да. Тоа е веќе средна школа. Сум дали прва или втора година, не се сеќавам точно, не ме спаќај за збор. Види, мојот мозок беше така научен да размислува, тоест да препознава можности, бизнис можности. Тоа е многу битно. И додека бев средна школа, нели, прва, втора година, тука почнува е времето кога почнуваат младите да пијат кафе или топла чоколада. И ние средноекономски инаку имам завршено во Кочани. Види, искрено ќе ти кажам, тоа е веќе релативен касно период. Се веќе се пие. Да, може би. Да, јас кажувам за моја време, сепак збореме, види, јас прва година сум 2004-та, 5-та, сега, значи тоа е многу одамна гледано од оваа гледна точка, сега децата, многу се понапредни. Да, дали прва, дали втора година, пиеме кафе тука околу школа, лево, десно, нели, на мал одмор, на голем одмор, и бевме многу блиски со сопственикот на сендвичарата веднаш до гимназијата, Коката, поздрав до него. И се уште работи? Па да, се уште работи, меѓутоа на различен начин. Мислам дека не е со сендвичара, меѓутоа пак е во угостителскиот дел. И тогаш
во Како мовет дој- со него, да, Тоа. во мовет со него, викам, Тоа. колка јас ќе инвестирам, кафемат ќе купиме тука, ќе ставиме кај тебе, ти го имаш локацијата, сите сме тука, ние сме тука постојано. И он вика, види, ако сакаш, стави, нели, еве, јас ќе инвестирам простора тука, струја едно друго, ти инвестирај кафематот, јас викам супер. Купувам кафемат. Колку чинеше кафемат? Па види, у тоа време беа многу ретки кафематите. Немаше овие вендинг машини што ги имаме сега, не беа баш такви у тај момент, беа некои си постари, половни, можеби некои си 400-500 евра од Италија, нешто у Треба тај да се стил. увезе, значи. Да, имаше некој човек тука, дали ги имаше донесено, не се сеќавам точно од дека ми беше набавен тај кафемат. Како и да е, направивме му церада за да биде надвор, пошто надвор стоеше. Ставаме машината, ден 1000 денари кафемат. И сега можеш да замислиш, јас сум дете, средношколец, имаш ти некој буџет од дома, нели, за да јадеш, за да пиеш нешто, тај стил, тоа што сам го вртел порано, тоа не се биле никакви финанси. И ти ставаш кафемат, купуваш суровина, првиот ден 1000 денара. Промет, не приход, промет. И тоа беше, вау, мислам, нели, што правиме ние, тоа е повеќе од една дневница. На крајот дено вадеме ги парите, толку и толку има, внатре толку и толку се оделува за суровина да се купе, толку и толку проценти на коката и така. И почна да биде интересно. Едноставно, дали е тоа рентабилно? Дали се исплаќа да имаш кафемати? Види, у тоа време јас Со однос работа и профит. да, меѓутоа у тоа време јас никош не сум го мислел леле ово ми е бизнис. Туку тоа ми беше момент, вау, на кој начин можело да се работи. Пази тоа, пасивен бизнис. Јас сум средно прва или втора економски, учам, нели, бизнис едно, друго, трето, пето. Меѓутоа, у момент несвесен, јас правам пасивен бизнис. А у трета година лекција учиме што е пасивен бизнис. А јас веќе практично тоа го правам. Ти во економското гимназија да не си бил? Да, во економското Во Кочани. Кочани, да. И тоа беше многу интересен момент. Сите чека да дојде сабота и недела за да не одат на школа, јас чекав работни денови за да може да работи кафемато. Нели, сабота и недела не ти работи, нема никој таму. Да. Во меѓувреме додека бев средно, бев и професионален спортист. Бев професионален спортист во репрезентација на Македонија во биатлон и нордиско скиење. Тоа е многу редок спорт, кај нас има многу малку луѓе и многу тежок. Уште функционира? Да, функционира се уште. Нордиско скиење, она со... Нордиско скиење тие што трчат со скии, што пукат со пушки. Тоест нордиско е само трчањето со скии, Добро. а биатлон е дисциплината кога трчаш и кога пукаш плюс со пушка. Тоа е таа дисциплина. Каде трениравте? Ние во Македонија... Да, имаме. Ние трениравме Маврово, Крушево кај нас. Од дете возам ролери и некако тоа беше за мене многу лесно Природно, да влезам. да. Да, природно да влезам во тоа и средно школа постојано бев некаде. Многу отсуствувавме од школа. Бевме на правенства лево десно низ државите, бизнисот си работеше. А од каде идејата баш за нордиско скијање и биатлон, така? Да, Бидејќи, ајде сите одиме на фудбал, кошарка, ракомет, што знам, некои борички спортови, кочани, исто така, да, нели, да. борењето е познат спорт таму. Види, Како? таму влегов сосема случајно. Значи јас уште како дете возам ролери на пазарот кај баба ми, кај двете баби, тоест, одев со ролерите и постојано бев детето со ролери. И 7 или 8 или 6, не знам, оделение имаше трка во Скопје, ролеријада, скопска ролеријада беше прва позната. И на таа ролеријада бев прв. А тогаш резултатите ги гледаше селекторот. И сега ролерите и таа дисциплина не се исти, меѓутоа рамнотежата на нозите на телото е доста слична. Добре. И од таму ме повика, ајде дојди во Крушево да пробаш да видиш едно зимо. Одам таму, окей, интересно. И така сосема случајно улезов у тој спорт. После почнав професионално да се занимавам и во еден момент веќе влегов у репрезентација и
Тоа беше доста интересен период за мене. Тоа е период каде што јас го викам, јас не сум бил во војска, меѓутоа тоа ми беше животна лекција, исто кога сум бил во војска, затоа што си тражеше многу голема жртва, многу голема дисциплина и ако сакаш нешто да постигнеш, тогаш научив дека треба да бидеш многу упорен и дека на крајот упорноста се исплати секогаш. Ај сега малку околу спорт, ова е интересен момент, бидејќи до сега не сум слушал некој да се занимава со тоа кај Така? нас. А дали се уште постои таа федерација? Да. Постоje таа федерација. Интересното е тоа Има што спортисти? Има спортисти, можеби некои си стотина луѓе да го спортуваат тај спорт во Македонија. Во Македонија не е толку многу познат затоа што они се постојано надвор од Македонија. Нели, сите ќе речат се од каде буџет. Тоа е интернационална федерација ИБУ, каде што буквално за секој член што стартува на едно светско правенство или европско правенство, самата ИБУ федерација дава пари за секој старт, за секој поединец кон федерацијата. И на годишно ниво, ние бевме 10 луѓе во тој момент, секој од нас имаше по 40-50 раки, без разлика кое место ќе заврше, се дава по, мислам дека околу 400 евра беше по трка, се собираше огромен буџет во федерацијата, не кон нас, туку во федерацијата. И ние со тој буџет буквално бевме насекаде. Како е моментот со стипендирање, со што знам, имаше ли некој приход од таму или не? Немаше никаков приход, иако ние ги имавме постигнато норми, меѓутоа немаше некаков приход, меѓутоа тука ти си дете, ти имаш љубов кон тоа што го правиш, тебе не те интересира тај момент пари, финанси, тебе те интересира, одеш, спортуваш, задоволство, запознаваш се, у тоа време немаше социјални мрежи, и секое патување, секое правенство, секое такмичење одеш таму, сретнуваш се со луѓе од цел свет. И тоа не со било кој, туку со крем дела крем од тој спорт, така? Да. Тоа е било некое страшно задоволство ти да биш рамо до рамо со тие луѓе. И тука на некој начин добив уште поголема слобода кон патувањето како млад, затоа што ние почнуваше од октомври до 31 март, ние не бевме во Македонија. Да. По тој идеален период до секој средношколец да не биде тука. 3 месеци избегнува, полугоди избегнува, второ тромесечие. Да, точно, ама не сум го гледал тоа од таа гледна точка. Гледал сум да постигнам нешто. А сега ако се запишат средношколците, пример да го тренираат, тоа истото важи или не знаеш? Па не дали истото важи, тоа важи за секој што сака да спортува и ако даде доволно жртва од него и е постојан секој ден да оде на по два тренинга на ден, по 2-3 сата да трчи. Јас бев, сега сум слаб, а тоа бев минус 20 кг до ужас. Ултра слаб. Така да, ама таков си беше спортот, тражеше да бидеш фит. И потоа како дојде до моментот да се препродаваат повторно автомобили? Што се случи? По средна школа започнуваш нешто пак да работиш или? Не, тука кафематот си работи, тоест да, кафематот си работи што си работи пасивно. Трета средно на крајот, јас полнам 18 години. Така сум роден 1 јуни кога завршувам трета година, пунам 18, со финансите што ги имам соберено до тај момент, си купувам кола. Фанатик, страшен за возила, страшен фанатик, купувам си Golf 4 и таа Golf 4. Golf 4 релативно тогаш е нов модел. Па да, тоа е било четврта е било 2007-2008, Golf 4 98 10 години е било стара. Отприлика се не е било стара кола. Да, следно беше Golf 5 немаше, поновата Golf 6 почнуваат од 2008-2009, не знам. Не е битно. Купувам Golf 4, си ја украсувам, страшен фанатик, ставам едно, друго аксесуарче, ксенон светла, ретко и интересна количка. После некое време, после некои месеци гледам дека почнуваат луѓето да ме прашуваат да не ја продаваш, да не ја нешто, она и сега, нели нормално постои бизнис внатре во мене. Па ајде викам што ќе купам некоја друга, нели? И ја продаде? Да, ја продадов. Со тешко срце? Не,
Не, Не? јас не, ден денеска јас не се образувам за материјални работи, на мене не ми значат материјалните работи. Најбитно ми е искуството од тоа време. Каква сака нека е, искуството имам проживеано, супер, не се венчавам за него, единствено за жена ми сум венчан и тоа е тоа. Не ја менјам. Да, си ја продавам колата, купувам друга. 4-та година професорот класен што ми беше, купи кола од мене. Да, тоа беше многу интересен момент. И сега, види, да не се сванеме погрешно. Јас не сум правил бизнис да заработувам, да правам пари. Купам едно возило, возам некое време, продадам го. Купам друго, возам некое време, продадам го. Умиго време ги украсував, нели? Фанатик и така случајно влегов во малку посериозно, ајде да кажеме. Не дека нешто се правило, ама сега, пошто ми се случуваше, купам кола денеска, за една неделја ја продадам, па купам друга. Тоа веќе навлекува малку во поголема трговија, да кажеме. Со возила на 18 години. А каков ученик беше? Извини што те прекинав. Каков ученик? Па види, можам да не сум бил одличен, иако оценките се ми биле па прилично одлични, пошто малку ми гледаат некогаш низ прсти, пошто нели сепак спортист, Може ке купиме ова, некоја она, кола, многу одсутен. Не од таа гледна точка. Меѓутоа сум бил секојаш јас да кажем од општа култура. Да, не сум бил лош ученик, не сум бил ни супер одличен, така да, ајде да кажеме нешто измеѓу. Да, првата мојата најголема грешка со возилата што ја направив беше моментот кога реков, окей, поминав неколку возила, сега ќе купам за мене. Нешто по-луксузно, нешто по-убаво. И тука ја правам првата грешка. Купувам поскапо возило, многу ретко возило за тоа време. Кој возил? Ауди А6 беше тоа, збореме 2009, 2010, Аудито 6 е било 2006-2007. Значи прилично ново, скапо, моќно возило за тоа време. Донасам го и си викам, ово е тоа, не се продава и така натака. И за некое време зарибува. Аудито. Топам ги клиповите, да. Аудито не се расипува. Па не се расипува, ама расипува се. И? Да, топам ги клиповите и тоа беше многу голем шок за мене. И прва лекција што можам да кажам дека ја научив од тоа возило. Лекцијата беше додека не се направи тоа возило, поминаа можеби месец ден и повеќе, затоа што у тоа време беше многу ретко, тоест возилото не беше толку ретко колку што беа ретки деловите, немаше делови за него. Моторни делови многу тешко се најде у тоа време, многу скапи. И додека не се направи, јас ќе си изедев жив. Буквално, мислам, немаш други приходи за да работиш. А чекај, ти сега се уште си 18-19? Па види, сега точно не помнам, мислам дека сум помеѓу 4-та средно и прва факултет. Мислам дека тоа лето беше, не сум сигурен за годините, меѓутоа од прилика горе-доле тоа време беше. Да, тоа возило додека не се направи, јас секој ден кај мајсторите тражеме делови, волку пари, толку пари, јас сите пари сум ги дадел тај момент за возилото. И кога го направив тоа возило, на крајта на денот го продадов на 0. Буквално целиот трошок што го имав направено за да го поправам тоа возило, излезов на 0. И тогајто си кажав, не вреде човек да се нервира за нешто што може материјално, тоа со финансии да се поправи. И ден денеска сум таков. Расипало се. Ако може со пари да се купе, да се поправе, не е битно да се нервираме. И тогајто на навамо, буквално уопште не се нервирам ни за возила, ни се што е материјално, нема вредност кај мене. Дали постои некое правило како се купува кола, до која сума, како се избира кое возило е за тебе и слично? Па види, ако ти е за продажба, ти бизнис делката ја правиш кога го купуваш возилото, а не кога го продаваш возилото. Ти треба да најдеш возило каде што при самата купопродажба да го купиш на цена каде што уште самиот момент ги добиваш парите, тоест разликата. Не можеш ти да купиш некое возило каде што ако има, да кажеме, за 5000 евра, од 5 до 8000, да кажеме, ако се движи едно возило, ти да го купиш за 8 и да очекуваш да ќе продадеш за 9, не. Ти треба, ако е отпочнува од 5 до 8, ти треба да го купиш за 4300.
Да. За да очекуваш некој профит. Да, за да минимум да доеш на 5 за да можеш да го продадеш. Али сепак сега се работите многу изменети, тоа беше во тоа време. Сега таа дејност може некој да биде повалиден околу тоа со некој што работи со тоа овај момент. Па добро, ама вообичаено правилата не се менуваат. Еве, на пример, ако имаш 5000 евра, Да. на кои што можеш да ги дадеш за да си купиш автомобил, веројатно треба да гледаш некое возило од 4000 за да можеш да пресметаш ризик баш од тоа, ако се расипе возилото или слично, да можеш да го поправиш веднаш. Да имаш финансии доволно до 5000 да стигнеме некако. Да, така е, само види. Прво зависи за ков тип на возило, второ зависи за кој пазар е. Ако работиш со ефтини возила, ти ја гледаш буквално секој евро каде, колку оде се е пресметено. Ако работиш човек со посериозни, со поскапи возила, тука се гледат веќе некои други вредности на самото возило, пошто таму веќе се гледат што опрема има, колку километри има, некои други работи се гледат. Така да тај бизнис свет, да кажеме, со возила има различни правила. Еве, кратко ќе кажам, има различни правила за да видиш на крајот на денот профитабилен. И кога се случува моментот да го направиш онај switch во бизнисот или да се префрлиш од купопродажба на возила со делови за возила? Бидејќи ти ги средуваш возилата. Да, тоа не е било од денес за утре, туку несвесно пак ќе кажам, од едното сум прешол во другото. Како? Како што кажав и претходно, осет за бизнис. Тоест, гледаш каде има проблем и тражиш ти решение да си го решиш тај проблем и обично тука доаѓаат бизнис можностите. Кај мене тоа се појави кога јас си ги украсував, да кажам, тие возила. Тоа беа некои едноставни работи, ксенон светла, патосници, аксесуари, некој спойлерчи и тако. Видов дека кај нас нема. Нема од каде да ги купиш тие работи и тука Вистина ли е дека бидејќи си ги изгрешил светлата, си започнал да работиш? Да. Тоа сакав и да го кажам сега. Ксенон светла купувам, да кажеме H7. Испадна дека тоа возило возе H4. Без да проверам, купувам погрешен ксенон. И викам, ајде да не ми стое, го ставам на реклама 5. Во тоа време имаше реклама 5 Пазар 3. Ставам го и телефонот звоне. Добар ден, продавате? Викам да, истиот ден. Само што го ставам, истиот ден добивам повик, продавам го и тука светна ми сиеличката дека ова може да биде интересно. И полека почнав да ставам некои такви огласи. Видов дека има дека има интерес у тоа време. Не е како сега да кажеме да одат толку лесно работите. И така почнав да работам со такви работи. И сега после некое време, нели, како раснеш, размислуваш дека треба малку да го зголемиш. Тоа, пошто, нели, едно возило има вредност, доваѓа, ти правиш некоја разлика, ако продаваш ти нешто што е поситно, ти не заработуваш на тај начин. И за да правиш ти некој бизнис, треба да увезеш количина. И тогава тоа речев, окей, ќе одам за Турција. И викам сега, многу интересно зашо Турција, како што кажав, јас сум од Кочани. Кочани е доста познат град по бутици. И жени одат за Турција да купуваат роба и јас качувам се у комбето во автобус, не знам што беше, ќе одам јас со нив. Не знам ни каде има, ни дали има, ни што има, ама одам. Палам автобус и одам. Одам таму, прашувам лево, десно, нели, дека има одел за автомобили, посочуваат ме, кидеш таму, кидеш ваму, кидеш онаму. Одам и наоѓам точно тоа што ми треба и купувам многу голема количина. Купувам количина, тражам карго, наоѓам карго, кажуваат ми за 2 недели ќе биде во Македонија, царински постапки ќе ги извршиме ние, ти на крајата треба само кога ќе пристигне таму робота, производите, да си платиш превоз и царина. Океј, нема проблем, одеме си сите заедно назад, мине недела, мине 2, мине 3, Нема. робота ја нема.
А тие плати? Се е платено, јас сам ја купил тамо, на лице место, платил сам се, банков превод. Работа ја нема. И колку пари инвестираше во тој момент? Види, сумата, не би сакал да зборам за суми, меѓутоа беше прилично голема сума за мене во тоа време. Да кажеме, половина од сумата што сум ја заработил до тај момент од продажба на возило ми беше инвестирана у ксенон сијалици и некои ситни аксесуари и ден денеска таа роба ја нема. Може ќе Не дојде. пристина, може ќе дојде. Да, тоа беше многу голем удар за мене и тогаш научив друга битна лекција дека од Варен Бафет сите јајца не ги стави во една кошничка. Среќа што ги ставив половината. Тоа среќа. Меѓутоа нема откажа тај факт. Не се разочарување имаше секако, многу големо разочарување имаше. Меѓутоа имав уште еден поголем потик да продолжам понатаму. А кога доаѓа приказната со Autolux, со доселувањето во Скопје и слично? Види, од тај момент јас сум веќе во Скопје. Јас сум во Скопје веќе на студии. Јас веќе сум на студии и си продавам и возила. Тоа е тек, не е јас да завршам сега школа, средно или факултет, па да почнам да работам нешто. Не. Тој свич кај мене никош не е постојал. Толку е било едно со друго постојано. Паралелно, се. Паралелно, да. И затоа никош не сум осетил, окей, сега од денеска што ќе правам. Не сум го имал тај дел. Јасно. Да. Кога се осмели да го отвориш Autolux? Autolux, Или да започнеш нешто, ајде, да, како фирма? Да, Autolux беше момент, јас работев веќе после тоа некое време со аксесуари, увезував некои други производи околу таа дејност, на други фирми, продавав на трети фирми, од фирма на фирма, меѓутоа никогаш немав нешто лично мое, да биде моја фирмата, тука е да кажеме на татко ми фирмата ќе ја искористев, да увезам X производи од едно место, да продавам производи на друго место, дали тоа си биле мајстори, дали се тоа биле поединци или автолакери, без разлика. И во еден момент тогашна девојка, сегашна жена, требаше да се одлучи дали ќе студира тука во Македонија или ќе биде во странство. Добро. Да. Испадна странство да погодам. Не. Испадна тука, да, испадна тука и јас си реков, штом ќе биде тука, јас веќе нема да работам на овај начин. Ќе основам фирма бренд. Битно ми беше да биде бренд да направам, затоа што до тај момент бев некој си дечко таму каде што работи со аксесуари за возила и продажба на возила. Сакав да си изградам бренд. И така решив се за името Autolux и првиот дуќан го основавме 2015 април, сега скоро ќе правиме 11 години. И се наоѓаше кај зоолошка градина во Скопје. Отвараме, правиме свечено отварање, увезувам дополнителни производи и дукинот е отворен. И тогаш видов што е работа. Зашто? Што значи работа? Види, до тај момент јас бев слободен, немав работно време, имав телефони со мене, што ми звонеа цело време и јас само услужував, испраќав, носев. Меѓутоа сега видов што е да отвориш ти дуќан сабале у 8, у 9, да го затвориш у 5, у 6, у 7, а у меѓувреме да работиш и администрација, и маркетинг, и увоз, и буквално се. One man show. One man show. Ко требаше да испратам карго, затварам дуќано, одам, пакувам, испраќам, преку дента работам у дуќано, навечер почнувам да правам веб страна, ставам производи, преку дента на работа, навечер производи, burnout. Буквално за месец дена, ако што сум слаб, 10 кила ослабнав. Значи тоа е тајната и за мене. Па, види. Мој да работам, а? Да. А чекај, дали тоа ти уништи? Еве, до сега зборевме дека никако не си дошол до моментот да речеш се откажувам. Дали сега имаше момент кој сам си викаш на себе доста ќе биде. Не. Никош, буквално никош кај мене го немало тоа. Пак ќе кажам, тоа е било
за среќа самиот спорт што ми даде таа дисциплина и истреност и знаев дека ако сакаш нешто да постигнеш, дека треба жртва да направиш. У тај момент се биле жртви, прво јас самиот на себе, личен живот 0, жртва кон мојата тогашна девојка, затоа што времето многу помалку време сум посветувал. И голема благодарност што е издржала да биде со мене и ден денеска. И меѓутоа имаше момент, тоа може би беше третиот месец, каде што си реков, што ми требаше сега во? Што ми требаше јас да отварам дуќан, да правам бренд, да не знам што. Меѓутоа некако таа фаза помина кога почнав да вработувам луѓе, колеги, иако на самиот почеток ми беше многу тешко да го предадам телефонот. Затоа што до тај момент сите нарачки, сите телефонски повици ги обработував јас. И сега ти веќе кога имаш човек, тај човек нели треба малку да ти помогне во тај момент, меѓутоа тај човек ако не е имал до тај момент можност да разговара и да продава преку телефон, многу тешко може да убеде, нели? Сепак треба да имаш некоја виштина каде што ти ќе успееш, ако видиш дека клиентот му е скапо или нешто, ти во тај момент можеш да изреагираш, да дадеш попуст, купи 2, земи 3, така натака. Тај проблем го имав, меѓутоа после некој време го испеглавме. Волкот од Wall Street филмот излезе ето. Видов како функционираат диспечерски системи, направивме скрипти, ако се каже ова, да се каже тоа, ако се каже тоа, да се каже нешто друго и на тај начин го испеглавме тај дел. Сметаш дека во Македонија тоа функционира на тај начин? На тој начин дека по скрипта можеш да продаваш? Не сметам, затоа што тоа сепак скриптата може да помогне на диспечерот додека се усоврши он да разговара. Тоа се неколку, да кажеме, трикови, така да се изразам, каде што се учат за да можеш да бидеш убедлив преку телефон, да можеш да продадеш дури на некој што не му треба тоа. И мислам дека секоја компанија која што се занимава со вакви работи, што продава преку диспечерски системи, дека треба да го има. Што се случува? Колков период всушност ти требаше да дојде прв работен? Па, види, освен тебе. Првиот вработен беше уште од самиот почеток по принцип, меѓутоа за многу кратко време му излезе понуда да отиде у странство. Буквално започнавме од еден ден со вработен, меѓутоа за 2-3 недели отиде у странство и јас 1-2-3 месеца бев сам, кога се покајав тога ето. И после тоа тешко беше да најдам друг човек, меѓутоа си дојде. Значи после 3-4 месец веќе имав, не да имав потреба, туку дојде човек да работи со нас. И тоа траеше некој си, да кажеме, до третиот човек, може би до 6-7 месец. Бро. Да, многу брзо се развивме, на самиот почеток. Меѓутоа имав една промена, тоест една работа што ни се случи после првата година или на крајот на првата година, почнаа да ни стават столбови на тротоарите каде што бев со туќенот. А тоа значеше дека веќе кај мене не може да застане клиент со кола, моите клиенти се со коли и знаат дека треба да се селам на друго место. Ама ништо страшно, преселивме се. Мада малку е страшничко, пошто не постоеше 10 години па да имаш изграден бренд. Да. Нели, па се селеш, многу луѓе мислат дека си затворен, социјални мрежи не функционираат толку многу, за да кажеш не сум веќе тука, таму сум. Да, кога ќе размислиш од центарот на Скопје, да. Вие се селеме во автокоманда. Да, на влезот во Скопје или на излезот, како и да го гледаме. Да, ден денеска таму е Autolux, на излезот од Скопје се преселевме од дуќан 35 квадрата во дуќан од 120 квадрата, плюс магазински простори 240 квадрата. Ние немавме ни роба толку да ставиме у тај дуќан. Празно беше внатре. Меѓутоа градевме веб страна. Тоа е доста важно и интересно за нашата работа. Ноќно време граде веб страна, многу беше тешко во тај период затоа што тај дел не беше воопшто развиен у Македонија. Меѓутоа јас секој пат гледав од бугарите, од грците како работат со веб страна и тоа ми беше што е можно побрзо да ги качам тие производи, а производите беа многу. Буквално мои колеги по странство што работеа слични бизниси има производи по, не знам, 100.000 производи.
А ние почнуваме еден по еден, секој вечер 20-30 производи, 20-30 и тоа траеше многу време. Вие сте сега водечка компанија во Македонија, така? Со број на продукти на веб страна. Водечка компанија, колку што знам јас, мислам дека сме. Каросерија МК, Autolux МК, патосници МК и ветробрани МК, број со 350.000 производи. Онлайн производи. 350.000 производи, почнувајќи од таа вечер 20-30. Добро, некако ја ажурирате ги сите тие, што се случува сега веќе. Види, сега 350.000 не се менаџира толку лесно. Уопште не се менаџирата лесно. Тоа беа многу тешки времиња у таа сфера, у IT сферата, кај нас беше многу тешко ти да најдеш програмер или IT компанија која што каде да идев, у која и компанија да идев у тоа време за IT, ќе кажев, окей, треба ми веб страна, имаме 150.000 производи, треба се качат, они дига рамења, мислам. E-commerce шоп у тоа време постоеше 1000 производи, максимум 2000, нешто тај стил, а јас знаев дека морам да го направам тоа за да се отарасам од телефоните. Тоа беше у мојата глава. Морам да направам таа веб страна за луѓето веќе да не ми звонат, туку сами да влегуват, да си го најдат делови да си порачат. Мислев дека тоа ќе биде next level. Добро. Да, ама не. А за колку време ја завршивте таа веб страна? Види, таа веб страна, јас што почнав да ја градам у тоа време, заврши многу брзо, ама не успеа, затоа што на нас тоа што ни требаше со толку голем број на производи, Правин не можеше да се кача на таа платформа, тоа беше некоја си WordPress платформа. И тука побаравме веќе помош од наши колеги у странство, каде што најдохме на агенција у Бугарија тоа што го праве. И реално кошташе многу пари. Буквално многу пари. И траеше доста време. Колку пари? Види, кажавте, не икам да зборам со некои цифри, меѓутоа 2 голф петки, 3 голф петки. Една луксузна кола во 2016-17 година. Добро. Една луксузна кола за веб страна. Пази, во тоа време, кога се кажеш ја имам веб страна, се знаеше веб страна, иди кај комшијата, детето му е програмер, ќе ти направи за 100 евра беше. Мислам такво беше времето, нели, сега реално. Да, и дадовги. Направивме ја веб страната и си викам готово, од утре веќе телефони нема. Се ќе оде викам онлайн. Да, ама не. Што се случуваше? Телефоните почнаа да звонат уште повеќе. Добар ден, вака беа телефоните. Добар ден. Сакам да купам патосници или ветробрани без разлика што е. Може ли да нарачам? И ние тука, да, господине, може да си ги порачате на нашата веб страна, ќе добиете 10% попуст. Да, ама не, јас сакам тука, ти запиши ми на мене име и презиме и испрати ми ги сега, кој ќе отвара? И сега, тоа за нас на некој начин беше малку наврата. Сега, кој ќе отвара? Ти се мачеш да качеш производи со слики, професионални со се, и они ти викат кој ќе се маче или викат на мене ми е полесно, и тогава видовме, нели, дека имаме ние друг проблем. Дека имаме ние проблем каде што окей, ти може би си научен да отвараш, да гледаш, да купеш, да клекнеш, меѓутоа луѓето не се навикнати тоа да го прават у тај момент, пошто сепак е 2016 година. Далеко сме од тоа што сме денеска. Тука короната помогна. Се уште не сме толку многу навикнати преку веб страни. Се уште имаме проблем. Да, имаме проблем. Ќе дојдам и до таму, ќе споделам некои информации, надевам се дека ќе помогнам на други луѓе каде што се наоѓаат во слични ситуации. Меѓутоа да се вратам на тоа време, да кажеме. Соочуваме се со проблем каде што ние имаме веб страни, веќе професионални веб страни со веќе стотици илјади производи, голем онлайн каталог, луѓе не си јавуват и не викат на нас не е полесно да слушнам човек. Ја не знам вика тоа, може би вика е скем, немам појам, јас сакам да те слушнам, вика дете јас тебе, да си порачам кај тебе и така. Веб страната не е за мене. Мислам, тоа ни беа најчестите реакции од клиентите. А у меѓувреме, нели ти гледаш свето дека оде у тај правец.
И можем да кажем дека тоа време имавме многу брз раст. Меѓутоа, секој пат некој кога ќе спомне дека има брз раст, тоа не значи дека ти правиш повеќе пари, туку дека се соочуваш со се уште поголеми проблеми. Прави проблеми со работна рака, зголемува ти се работната рака. Таа работна рака денеска дојде на работа, утре не дојде. Проблеми од стило поголема продажба, поголеми грешки. Доаѓаат луѓе кои што не се обучени, не се биле тука со месеци, со години, туку денеска за утре се и они прават сериозни грешки. Тоа зборам за наши колеги, можеби. Или па самите клиенти порачат и лево, на него му требало десно. И сами прават грешки. да, и ден денеска се случува тоа, луѓето кои си порачуваат, да кажеме, сами, он мисли дека лева страна е со возачката, пошто колата ја гледа од надвор, усвари лева страна е шоферската, порачат и лев жмигавец, на него му треба десен жмигавец. Да, и такви грешки, тоа се некои неизбежни работи, меѓутоа се случуваат и кога имаш ти голем брз раст, тие проблеми стануваат многу поголеми проблеми, а од една страна времето не гази за тоа што ти треба да ги обслужиш што е можно побрзо тие клиенти, тие производи да стасат што е можно побрзо до самите клиенти, нели сепак треба да одржиш некој стандард за да завршиш работа. Тоа не било секој пат како мотивација што е можно побрзо да завршиме еден круг на нарачка, за да тај клиент да биде задоволен, ем тај да си заврши работа, ем да оставиме нели образ кон самиот клиент. Да се врати пак. Да се врати пак. Имавме увози буквално секоја недела и ден денеска е така, секоја среда увоз, тие производи доваѓаат, ти ги внесуваш, ти ги адресираш, звониш на тие луѓе, испраќаш по карго, доваѓаат од дуќани си зимат. И кога имаш еден брз раст, настанува хаос. Тај момент ти учиш што е систем, дека ти треба да имаш систем за да можеш тоа да го автоматизираш. У тај момент системот ти е луѓе, зимаш уште повеќе луѓе, уште поголема главоболка. И дојде еден момент, ден и ноќе таму, и јас добив буквално бърнаут. Прегорев буквално од работа. Како што кажав и на почеток, никој пат не ми е било да заработам јас пари. Никогаш не сум започнал бизнис, јас сега ќе заработувам пари за да купам нешто. Не, никогаш. Самиот процес ме е водил низ работата, да услужиш клиент, да остане задоволен, да се врати пак, пошто тоа е еден круг. Ние не сме 100 милиона држава, ние сме 2 милиона држава и тај круг мораш да го вратиш ти. Добивам бърнаут и викам, морам малку да најдам друг начин да се води оваа работа. Почнав да одам на медитации, почнав да читам книги и тука настана еден многу голем пресврат кај мене. Многу голем. Од човек кој што беше страшен работохолик, кој што гледаше што е можно побрзо да се завршат работите. Јас станав човек каде што почна да гледа на други работи. Баланс ми требаше. Меѓутоа со помош на медитацијата и со помош на книги околу медитација, околу пак бизнис и маркетинг, научив дека треба да ги работам работите малку на поразличен начин. Што значи тоа? Што значи тоа? Тоа значеше кај нас автоматизација на работите, дека сето тоа што го работам јас до тај момент, можеме да го автоматизираме, колку што можеше, тоа беше преку некои системи, меѓутоа сепак не се прави тоа денеска за утре, треба време. И тогаш научив дека многу процеси треба да се автоматизират. За да имаме поголема e-commerce продажба, на тај начин ќе елиминираме многу проблеми, многу грешки и ќе можеме со многу помалку луѓе, со помош на автоматизација, да допреме до повеќе луѓе и да имаме по срекни клиенти на крајот на денот. И во меѓувреме, тогаш, пошто почнав да проучувам што е можно повеќе за автоматизација, налетав на Амазон. Тоест, Амазон научив дека е најголемата e-commerce платформа
на свет и ден денеска. И тогаш си реков, па јас зашо да не продавам на Амазон? Од тука делови, од Македонија, од Скопје. Па по принцип не сум размислил тај момент од дека ќе ги продавам, туку знаев дека сакам да продавам. Зашо? Затоа што тоа е платформа каде што ти ги прикачуваш твоите производи, клиентите не ти звонат на тебе, туку си купуваат на веб страната, тоа што е изложено. Не испраќаш ти, твоите производи ги испраќа сами Амазон до крајните клиенти. Буквално ти немаш никаков контакт со клиент. Твојата работа е ти да набавуваш производи, да ги ставаш, да ја шириш тај каталог и да се развиваш од таа сфера. И сега јас од една страна прегорен од секојдневието тука, трчаш едно, друго, трето, пето, нели? И сега си викам, јас од тај момент тоа на мене што ми треба. Мир. Мир ми треба и работа онлайн. И што се случува тога? Ето, не ми требаше многу. Човек од акција, кажувам на жената, ќе се селем во Германија. Оде си. И тај момент беше, како ќе се селем во Германија? Што направи Владко? Да. Што направи Владко? Имаме работа тука, имаме како ќе се селем во Германија. Види, тоа беше момент кога и нагло луѓе почнаа да се селат во Германија, као демек за подобар живот и едно друго. На мене никош не ми било за финансите, си имаше супер беше, се окей, течеше работата, меѓутоа на мене ми требаше мир. Тражев некаде каде што ќе можам јас да си го најдам мојот баланс, а меѓу време да работам нешто каде што ќе ми исполнува, а тоа е e-commerce продажба, веќе сум навлезен во тај свет многу до тај момент, за тие години, и викам, тоа за мене нема да биде проблем. Селеме се, одеме на Зеленко во Германија. Да, сите вика, јазик треба да научиш, јас сум инвеститор, на мене јазик не ми треба во тај момент. Да, и викам, ама чекај сега со фирмата, ако оставам тука таа фирма, викам, за некој време, знаеш, како и сите бизнис оставиш тука за некој време и после нема да го најдеш. Викам, бизнисот ми е на многу убава позиција, знам дека има многу голем потенцијал, знам дека има луѓе, конкуренти, каде што се уште ја немат постигната таа фаза и дека можам многу лесно да го продадам. Никогаш не ми тргнало јас да затворам, нема зашо да затварам. Тај бизнис се работи. Едноставно, јас сакам да се селам. И сега нема да го затворам бизнисот и брендот што сум го градил. До тај момент ние постоевме само 4 години на пазара. Меѓутоа, во тие 4 години, да? Извини што те прекинам. На колку години ти го отвори Outlook? Па 2015 на 23-4. Право, на 28 решаваш дојдеш за Германија, така? Да, на 27. 23, да, 27. Добро, 23, 4, 27. 27-28 не е толку битно. И ти сметаш на 27-8 години дека веќе имаш бизнис што може да работи сам, така? Тоа е поентата. Не дека работи сам, туку знаев дека можам да го продадам. Тоа што го имам постигнато до тај момент. Добро. Види, ние реално не сме имале производи на лагер, еве сега тука у таа соба да имаме ние X број на производи, па јас ќе ти ги продадам производите. Ние имавме бизнис модел каде што беше разработен и каде што имаше многу голем потенцијал. Добро, што значи тоа? Потенцијал значи дека заработува. Тоест, моментот заработува. Таа е профитабилен бизнес и знаев дека некој ако препознава од бизнис, ако може да го процени, знаев дека можам да извадам пари од него, да го продадам. Не ми требаше многу време, отидов кај првите луѓе и ниф им го продадов. Кај втори веќе не отидов. Да, беше многу интересно. Тај процес не беше од денеска за утре, затоа што они беа во слична бранжа, знаеа што значи, знаеа го брендо, знаеа ги страните. Тоа беше тоа што вредеше исто така многу во тај момент. Знае го потенцијал, имаа интерес, преговорите се водеа, не знам, некој си 4-5 месеци, имавме преговори, повоци, потегли, едно, друго, трето, пето.
прв пат минеш низ такво нешто, тоа е веќе сериозно, ти продаваш, не продаваш бизнис, а ти продадам кола и чао, пријатно, туку беше си процес. Сепак и сумата беше доста интересна. Тај процес се случи и сега многу луѓе ќе кажеа, сега, брат, те со тие пари ќе купиме кола, ќе купиш кола, ваква, таква, онаква. Не, јас тај момент со помош на книгите умеѓу време што почнав да си ги читам, малку почнав да учам за различни типови на инвестирање, без разлика што имам завршен економски. И у тај момент ја направив мојата прва инвестиција со помош на парите што ја продадов фирмата во недвижности. Дел од парите отиде во недвижности, дел од парите си ги оставив за да можам да започнам малку посериозно во бизнисот во Германија на Амазон. И сега тоа беше период, да кажеме 2018-2019 се случи продажбата на почетокот 2019, а умеѓу време кога се водеа преговорите, јас веќе си поставував терен во Германија. Бев во Германија, земав магазинче со куќа мала, отворив фирма, почнав да качувам некои производи на Амазон. Знаеш, да сепак си подготвував некој терен, да не отидам од денеска до утре и сега утре што правиме. Нели? Без разлика дали ќе се случише продажба или не, јас секако ќе започнев таа продажба на Амазон. И така е, случи се продажбата, продадовме таа фирма, 2019 спакувавме си куферите и во Германија. Што се случува во Германија? Ти си земал некои куќа, магазини, слично. Што продаваше? На Амазон почна да продаваш така? Да, почнавме да продаваме на Амазон најпрвин почнав да продавам со тоа што го знам. Тоа беа до тај момент со тоа што работам, нели нормално делови од автоаксесуари. Меѓутоа за многу брзо време увидов дека Германија не е како Македонија, тоест кај нас по карго ти можеш да испратиш и телефон, можеш и да испратиш и на малку поголема кутија и ќе ти земат 150 денара за истата пратка, а во Германија тие цени беа драстично многу поразлични. Ако испратиш ти телефон ќе те кошта 2 евра, ако испратиш една кутија од 5 кила ќе те кошта 15 евра. И сега кај мене производите се што е во автомобилската индустрија се е големо. Мани што е големо, па и е тешко. И тука видов дека тука јас куцам у тај дел. Меѓутоа многу брзо направив промена. Многу брзо се ориентирав кон производи каде што ми требаше лесен производ, универзален, а скап, за да можеш да го продаваш. И буквално тогава почнавме да тестираме. Се и се што, дури едно време имавме и секси играчки и продававме на Амазон. И се продава? Па, продава се продава, нормално се продава. Добро, до кој период издржа во Германија да функционираш? Како сопругата во тој период, како го помина, бидејќи сега нели? Двајца сте, не си сам? Да, види, нормално. Кај мене сопругата, пошто она е помала 5-6 години, тај момент она заврши факултет и прва година факултет архитектура, вработи се како архитекту веднаш во Германија, во една фирма за архитектура. За неа беше окей, супер. Јас бев дома, имав еден монитор пред мене, 27-мица и цел ден си следев производи едно, друго, трето, пето, тестирам ова, тоа. И си работев, на Амазон си работев. Меѓутоа не ми требаше многу време да осетам дека нешто не штима. Да. Што беше тоа? Тоа беше таа акција што имав у Македонија. Знаеш ти, замисли твоето секојдневие ти е цело време си со луѓе, со контакти, од тука, вамо, телефони, денеска стоки ти зазванат, таму ти одиш, немаш ништо. А тоа го барав јас. Јас го барав, нели, тој баланс, таа мир, тој мир. И го најдов. Ама на човек не му треба многу време да се одморе. Барем на мене не ми требаше многу време да ми зафале онаа гужва, таа акцијата, да.
Па згора на се 2020 короната. Тоа беше многу ударен момент за мене, затоа што каде немав луѓе у Германија, имав само еден денеска ми е најдобар другар, и други речиси никој, па и кога дојде короната, уште толку не удари. Работата како работа имаше многу, затоа што нели тогајто луѓето почнаа да порачуваат уште повеќе онлайн. Мислам дека тогајто почнаа луѓето да се учат да порачуваат. Тогајто почнаа луѓето да прават онлайн нарачки. Та да кажеме e-commerce продажба се почнаа да се зголемува за време на короната. Како ни секаде ни светот и у Македонија. Тука и тогајто се вика сега е времето каде што ќе работат сите веб страни и така беше. И тогаш од тај момент знаев дека морав нешто да правам дополнително. Затоа што јас тоа што го правев на Амазон, тоа не беше full time job. Тоа беше работа каде што ти следеш инвентар. Океј, ти отвараш 15-20 минути, гледаш што имаш, што немаш, нарачуваш и после што правиме после. И тога Добро, а се живееше пристојно само со таа работа? Види, по принцип, дали се живееше пристојно, секој почеток е тежок, меѓутоа со собереното искуство како треба да продадеш еден производ, како треба еден производ да биде пласиран и како да изгледа како производ без разлика на која платформа, ако знаеш тоа да го правиш, ќе имаш и некој успех. Никош не е било прашање дали јас ќе можам да преживеам од тоа. Тоа е систем каде што ние го гледавме у долгорочен рок, каде што може да прерасне у нешто навистина многу големо и така, пошто таму нема лимит. 80 милиони е Германија, а ние не продаваме само Германија преку Амазон. Да. Продаваш у Шпанија, продаваш у Франција, продаваш у Италија, у тоа време беше и Англија, после тоа излезе. Значи ние имавме огромен пазар. Еден производ кој ќе пукнеше, тебе ти треба 10.000 парчиња за да можеш ти да постасаш. Сега што е убавото кај Амазон? Кај Амазон е убавото тоа што ти не испраќаш до крајните клиенти. Твојата роба е испратена во Амазон и кога нешто се продаде, Амазон пакува, он испраќа од денеска за утре и ти можеш, ако се погоди производот, и да направиш од денеска за утре буквално многу голема продажба, количинска продажба да кажем. Еве сега, например, ти си се уште во Германија или во Македонија, поима немам. Ти си на некој начин инсайдерот во тој e-commerce, дали Alibaba, Amazon и слично, еве сте соработувале со Кристијан, претходниот гостин и слично. Да. Како? Па види се, јас во тоа време дојде короната и нели тогајто почнаа да биде интересно сите да прават нешто у тај момент што никош не се го правиле. Некои почнаа филмови да гледат на Netflix, до сега што не се гледале на Netflix, некои почнаа да си работат по дворови, некои почнаа со некакви курсиви, со се и се што. И јас знаев дека треба да правам нешто дополнително за да се одржавам како да имам онаа физичка акција. Тоест нешто каде што ќе можам правим јас да се одржавам, а потоа и да, ако можам да помогнам на некој, тогаш ми текна, окей, мислам дека ово со Амазон би било интересно да ја раскажам приказната. И така си отворив YouTube канал, Балкан Амазон го крстив и почнав да снимам видеа. Што е Амазон, како се продава на Амазон, која е предноста ако продаваш, да кажеме, на таа платформа, кои врати се отварат, e-commerce продавници, која е разликата помеѓу сопствена веб страна да имаш и да имаш производи качено на платформата. Огромна публика, нели, милиони луѓе имат таму, доста едно друго. И почнав да си правам видеа, ги прикачував на YouTube у тај момент. И така почнаа да ми се јавуваат и поединци и бизниси. Мене тоа што ме интересираше е да можам да помогнам на луѓето кои што сакаат тоа да го прават. Нели, секој од нас има нешто, има некоја информација, меѓутоа му фали некој дел од информацијата за да може да направи нешто дополнително. И знаев дека можам да помогнам, знаев дека има луѓе кои што се
у таа сфера и на тај начин можев да помогнам. И на тај начин јас дојдов до многу луѓе со бизниси во Македонија и со производства во Македонија, кои што реално тие имат многу голем потенцијал да продават на Амазон. Значи, овај момент ако има некој што гледа и има некакво производство и тај производ е мал, лесен, скап и универзален, Амазон може да биде интересна платформа за него. И сега, кога се случува пак пресвртот, зашто не ти се допадна Германија? Види, Германија допаѓаше ми се многу од почетокот, затоа што ние кога идовме беше пролет спрема лето. Преубав период. Се е зелено, не е многу топло, кај нас нели летото знаат да бидат многу жешки, таму беа оптимални. Меѓутоа кога ќе почнат после 15-20 август од Германија тие дождови и траа до овај период. Април-мај. Да, јас до тај момент јас не знаев дека јас сум метеопат. Дека ние сме тука, човек научени на сонце, на топло. Топлото е позитивна енергија. Таму тај момент многу дож, корона и многу дож и корона бе еднакво на депресија, што да ти кажам. Почнаа да ми фалат многу тие работи од тај момент. Меѓутоа тука имаше една кратка приказна што сакам да ја споделам пред да се вратам во Македонија. Тоа е 2020, исто додека се занимавам со сите овие работи. Мојот најдобар другар што ми е таму, исто во Германија, ден денес он е таму, работеше како хаусмајстор во една фирма и си седиме еден ден така на една клупа и викаме: брат, а ние да отвориме една фирма, вика, тука за вие работи. Јас сега, вика, корона е, луѓето по дворовите има потреба, знаеш, да дојдат да им средат дворо. Знаеш, таа дејност е у Германија доста платена и е сепак физичка активност имаш, нели? Па се одржаваш на некој начин. И јас во тај момент викам: види, идејата не ти е лоша, фирмата имам, ќе отворам подружница на фирмата и го правиме од утре, викам, ако сакаш стварно, седнуваме и го правиме, не е никаков проблем. Буквално од утре, тоа беше некој дена пред Нова година, сеќавам се, купуваме машини едно, друго, трето, пето, се знаевме, тој, мислам, другаро знаеше, затоа што веќе тоа го работеше во фирма, инвестираме пари, јас сум човекот позади компјутерот, нели? Седнувам, градам веб страна, пуштам реклами, правам офлайн, онлайн реклами, секаков тип на реклами правиме, зимаме здрава акција, од сандаче на сандаче пуштаме флаери, секаков тип на акција што можеме да преземеме во тај момент, превземавме ја и почнавме тоа да го работеме. И тоа беше период каде што од нешто што не си го не очекувал дека ќе го правиш, ти се наоѓаш во ситуација каде што го правиш. Тоа е нели, секој што има план, јас сакам тоа да го работам некој во животот, јас сакам, ама не, тука го немаше тоа. Буквално од денеска седнуваме, правиме обед и за 15 дена ти работиш нешто што никош не си се замислувал во животот дека работиш. Колку време ви требаше до првиот клиент? Па види, самите знаеме дека со добра реклама првиот клиент може и утре да се јави. Меѓутоа, еве јас на некој начин ќе си земам кредит за сите работи што сум ги правил до тај момент, со сета информација што сум располагал до тај момент, за многу брзо време дојдовме до првиот клиент. Можам да кажам, буквално наредните 2 недели ние имавме повик каде што требаше се среде, да кажеме, одреден двор. И сега почнуваме така со еден, со два, меѓу време мојот другар си работеше и на другата фирма, нели, за да не легне на еднашка, пошто сепак Германија платите се големи, не можеш ти да се оставиш без ништо. Меѓутоа, првите 4 месеца фанавме еден доста сериозен клиент. Таму интересното е тоа што се прават долгогодишни договори. Не е како сега ти одеш, вршиш една работа и чао, пријатно, туку правиш договори, например, тие 6 згради, зимаш ги и се твои и ти треба да ги одржуваш 5 години. Да, и налетавме на неколку такви договори, каде што почнавме да работиме. Меѓутоа, сепак,
сепак јас не се пронајдов во тоа. Мислам, јас бев човекот позади компјутерот, водев ги сите тие работи, помагав и на терен често пати, меѓутоа не беше моето. Едноставно не се пронајдев јас во таа држава. Што не ти се допаѓаш освен климата? Луѓето. Зашто? Луѓето ладни. Кај нас, еве ти да кажеш, да ми дојдеш час на гости, да речеш изморен сум, јас ќе ти постелам кревет, да легнеш, ќе спиеш и чао, пријатно, нели? Нема ја таа топлина. Таа топлина ја немат тамо. Не се балканци. Не се балканци. Тај менталитет го нема, да. И тоа многу искрено, стварно многу ми сметаше. У меѓувреме, сепак се уште е време на корона, у Македонија многу поопуштено беше, луѓе се гледаат, почнаа да се прават свадбички, луѓе да се дружат, другари одат лево десно, а ние сме таму, многу позатворени, многу ладно. Любоморен. Абе, любоморен, не туку камено си тежен на своето место, знаеш, влечете дома, комуникација немаш, толку зажалеав за македонскиот јазик, што дома си пуштав македонско радио да слушам. Најсериозно, јас никош немам слушано радио, јас во тај момент македонско радио за да ги слушам луѓето. Нели, сепак таму германци, јас германски ден денеска не знам. Затоа што одев со поентата, јас инвестирам тука, мада тоа ми е грешка, затоа што тоа е јазик плюс, знам неколку јазици, знам дека секојаш јазик кој е плюс како знаеш. Мислам дека од тај момент може би ми било грешка, меѓутоа па среќа не траеше многу, не ми требаше. Јас ден денеска се зафракавам. Кога се дојдов во Македонија, на мене ми легна германскиот јазик. Да. Кога си дојдовте во Македонија? 21 на крај. Добро. Значи, се тоа сега што ти го кажувам, траеше некои си 2 години. Во Германија и тоа најлоши период на време на корона. Звучи како да си бил во Германија 10 многу години. Време, да. Па види, многу работи правиш, многу различни работи правиш и буквално, едноставно, звучи како да си бил доста време. Па и на мене ми се учина дека беа како 10 години, да кажеш. Времето не ми проаѓаше. И кога се врати овде, што работеше, бидејќи сега тука немаш бизнис, продаден е бизнисот? Да. Имав и договор дури подпишано дека јас веќе нема да работам таков бизнис, нели сепак продаваш ти бизнис модел, можам утре да отворам да продавам тука. Кога си дојдов во Македонија, тоа беше 2021, некаде беше септември, октомври. Доаѓаме си у Македонија. Јас сум човекот позади компјутер што ја одржава германската фирма. У меѓувреме она си функционира? Да, функционира си, фирмата си функционира у Германија, тоа се си продолжува да си работи. Јас сум човекот кога има потреба административно нешто се заврши, некои маркетиншки работи кои треба да се постават, меѓутоа тоа не е работа што јас секој ден треба да работам нешто. И викам, окей, ајде си земе малку одмор, септември, октомври, ноември, викам, ќе поседеме малку во Кочани, пошто претходно живеевме нели цело време во Скопје. Седи, ама... сопругата од Кочани? Да, и сопругата ми од Кочани. Седи, ама јас не можам да седам и ништо да не правам. Нели, сепак телото ми е навикнато дека јас морам нешто физички да станам, да јадам и да одам некаде да правам нешто. Палам компјутерот, седеш, не е тоа. Фалеше ми активност, многу ми фалеше активност. А се си викам ке работам у позадина, тоа тамо, јас тука, ама не. Не ми требаше многу време, одлучив се да отворам туристичка агенција. Може да замислиш. Туристичка агенција. И... Тешко се отвора? Не, многу лесно се отвара. И уште на книгодителката отвара ти за 15 минути. Отварањето е лесно, работата е тешка. Да, влегувам у свет, влегувам у сосема непознат свет. Нели имам договор, не смеам да работам другата дејност, што ми е на срце. Влегувам у свет у туризам со помош на мојата тетка. Тетка ми има и ден денеска ја има се уште туристичката агенција. Она беше пред пензија и се викаше дојди, јас ќе ти ја дадам. Устила, ако сакаш продолжи да работиш. Бев кај неа 2-3 недели на обука, обучи ме на нови работи.
околу туризмот. Меѓутоа, меѓувреме открив и многу работи каде што фалат во туристичкото работење, тоест у менаџирањето, дека може со многу малку измени да се доваѓа до поголем резултат. И тоа ми беше, да кажеме, некоја си предност у тај момент. Ќе откриеме што е тоа? Па ќе откриеме, да, маркетинго, види, туристичките агенции се водени ден денеска, има многу, во Македонија има преку 250 туристички агенции, се водени од повозрасни лица, каде што се водени тие агенции отворени со 90-те години и функционираат на еден шаблон со години. И многу работи им фалат. Тоест, они се навикнати да работат на еден начин и се многу тешки да подлежат на измени, малку да променат на начинот на кој што работат. Да се автоматизира многу работи, околу маркетинг дело, околу автоматизацијата, поврат на тие клиенти, така натака. Правам го тоа, првата година работеме супер, за прва сезона минеме доста солидно, значи многу задоволен останувам. Проблеми, нормално, нели, сезоната има незадоволни клиенти, како и у секоја работа, пошто сепак тоа е туризам. Доваѓа втора сезона, 2023 и 2023 добивам телефонски повик од луѓето кои што претходно ми ја купија фирмата. Они те бараат тебе? Они мене ме барат. Види, у меѓувреме ние си имаме ведувано, слушано, кафе пиено, меѓутоа овој повик малку беше поразличен. Добар ден, да пиеме кафе, викам нема проблем. Одеме на состанок. И ми кажува дека сака да инвестират в странство и дека сака да го продадат Autolux. Дали сакам да си го вратам назад. За мене тоа беше многу голем шок. Шок затоа што јас иако ја продадов таа фирма, да кажеме, таа беше за мене како едно мало дете. Таа фирма јас ја отворив со многу труд, со многу непреспиени ноќи, со многу работа и на крајта ја продадов. Да, продадов ја за доста интересна сума каде што инвестирав и така натака. Меѓутоа, цело време беше у срцето. Јас ја носев секаде. Деки додев, јас цело време зборев за таа фирма. И ме ставија на една многу голема раскрсница. Нели, нормално, тоа беше само еден состанок, кафе состанок, нели, ништо не се донесе одлука, да, не е едно друго. Сепак подлежиш на многу разговори и дома, пак се случи онај барнаут што го добив претходен, веќе водам многу проекти позади мене, влечем многу работи, Германија, фирмите од Германија, у Македонија веќе Picnic Travel, па сега и Autolux, викам, дај си време да размислиш. Добро, и што одлучуваш во тој момент? По раскрстосницата, по кој пат паќаш? Па види, не ми беше лесно, не можев да си дадам директен одговор што ќе правам. Подсвесно знаев дека многу го сакам, дека тоа е нешто што стварно ми навеќе лежеше до тај момент. Меѓутоа, како што кажав, влечем многу проекти. Па, не знам, можеби ми требаше месец-два да дадам одговор. У тај момент замолив ги, нели, да не се дава понудата на друго место, да се задржи, да бидам првиот јас што ќе одговорам. А понудата беше поскапа или поевтина од моментот ти кој им го продаде? Па тоа беше интересното за тоа што јас добив подобра понуда отколку што ја продадов. И тоа беше и клучен фактор, затоа што добивам нешто на пола цена од тоа што го имам продадено. Меѓутоа пак не се на крајот на денот, нели, финансите, тоа јас го гледам како бизнис модел. Не те дојде моментот, можеби тие пропаѓаат со тој бизнис, па сакаат сега? Не. Нормално, нели, ти секакви прашања си поставуваш у главата, исто како и они што се поставувале кога требало да ја купат, зашо ја продавам. Меѓутоа како предприемач, јас ги следев работите и знам дека тоа не пропаѓа. Туку едноставно луѓето тај момент си имат друга замисла, инвестиција на различно место и знам дека ќе биде вин-вин ситуацијата. И на крајот на денот одлучувам се, купувам. Да, купувам. А што се случува со проектите?
Проектите работат. Проектите работат нормално. Фокусот веќе не е у другите проекти, фокусот е у главното си е Autolux, каросерија, патосници и ветробрани. Умеѓу време посекојдневно се комуникација со мојот бизнис партнер, тоест мојот најдобар другар во Германија. Кажувам како стоат работите и се договараме мојот дел од фирмата да си го превземе тој. Тоест мојата Му го половина. продаваш или? Да, му го продавам. Ние, другари, другарство си другарство, меѓутоа бизнис си е бизнис. Од ден е било така. Така сме го и гледале тај проект ние. Продавам го и тоа беше доста интересно. Тука многу луѓе викат сега пази имаш времето за бесна кола. Да, ама не. Колку и да сум фанатик, колку и да сум за сите тие работи, сепак таа инвестиција пак продолжи да си оде кон други недвижности, кои што ден денеска се пасивен приход. Да, таа купопродажба се случи 2023. Продолжувам у тај момент со Autolux и со Пикник. 2024 доваѓаме до момент каде што Пикник почнува да се соочува, тоест и претходните сезони се соочуваше, тие што има туристички агенции најдобро ќе ме разберат. У тек на сезоната, на тек на 3-4 месеци се продадоат стотици аранжмани, каде што луѓето си одат на одмор и нормално е да се случи некакви ситуации. На некој климата нема да ме работи, на некој има влага, без разлика и такви моменти треба да се решат у моментот. Тоа не е нешто ќе го решиме следен пат, туку таа задача треба да се реше у тај момент. И по принцип јас до тој момент сум човек кој што ги решава проблемите веднаш и лично, да кажеме. Тоа беше работа каде што не зависеше од нас. Тоест, ти доаѓаш Петар, доаѓа у Пикник Травел, уплаќа да оде во Калитеја, да кажем, у Грција на одмор. Тај аранжман ние ти го продаваме на тебе, ти парите ни го ставаш кај нас, доаѓа времето, ти одеш на одмор, климата не ти работи, ти нормално си вуваш кај нас, меѓутоа тај аранжман е, да кажеме, препродаден од некоја си агенција, да кажеме, од Гевгелија, без разлика. И сега ние што правиме во тој момент како туристичка агенција, се јавуваме во агенцијата во Гевгелија, кажуваме Петар е во Калитеја, во апартман број 7, не му работи климата, ве молиме, оправете го. Да, ама не. Кај Петар никој не доаѓа денеска. Петар утре на нас ни звоне, револтиран, ќе ве тужам, и вие му објаснуваш во тај момент дека ние сме известиле колегите, дека треба да ја поправат. Не го интересира. Не го интересира. Вика јас парите кај вас ги оставив. Тоа ми беше најболната точка у таа работа. Затоа што не можев јас ништо повеќе од тоа да направам. Тај апартман не е мој, тај закуп не е мој. Да беше мој, јас ја палам колата, одам тамо и ја поправам. Јас и да сакам да го направам тоа, не можам да идам на некој друг тамо да поправам клима, затоа што прво пристап нема да ми дадат. Да. Меѓутоа, тука за да останам со образ, секој пат се решаваа ситуациите на крајот на денот со поврат на пари или ќе летува бесплатно за да можеш да дадеш некоја компензација. Меѓутоа гледав дека тај бизнис модел се повеќе и повеќе се случува такви работи каде што ти не можеш да ги решиш, едноставно како што веќе неколку пати оваа емисија најавив, на мене не ми е до финансите, на мене ми е да останам со образ. И решив тај круг, да кажеме, на продажба, да го намалам скроз мал, да види. Тоест, мои лични што ги имам, неколку, да кажеме, недвижности, на мои најблиски што имат недвижности, само с тоа да работиме и Пикник Травел полека го не го затворивме, туку го направивме скроз некој си затворен VIP круг, каде што се продаваат само одредени апартмани, на кои што ние имаме контрола, не закуп, тоа се наши лични, собствени, каде што ние можеме да влијаеме. За Петар утре кога ќе отиде, ако рече, прво, тешко да се десе климата да нема да работи затоа што не е од грчките од 80-та година, туку се најново. Меѓутоа па, ако се случи нешто, Петар ако се јаве, ние, тие се наши, одеме, поправаме или има луѓе да може да си го работат тоа. Да, и фокусот ни е максимум на
на тоа што работиме ден денеска, а тоа се Autolux, каросерија, патосници и ветробрани.мк. Дали каросерија МК е попрепознатлива за разлика од Autolux? Ја имам такво мислење, бидејќи ја знам каросерија одлична болка. Да, не е болка, тоа е гордост. Не. Јас ја знам каросерија МК, бидејќи сум имал своји проблеми со автомобил и слично, Така. па сум дошол до каросерија или ајде бидејќи А не си не бил ни свесен дека е тоа една фирма. Да. Да, ден денеска го имаме ние тоа, многу луѓе не знаат дека каросерија е на Autolux или патосници.мк е на Autolux, а тоа е уствари брендот е Autolux. И самиот бренд си има веб страна autolux.mk, а под брендови се каросерија, патосници и ветробрани. За нас не е ништо ново. Меѓутоа, да, ден денеска луѓето мислат дека тоа се различни фирми. Чат пат рекламите што ги правиме, како ние скеч реклами кажуваме патосници, ама чекај, тоа нели беше Autolux и така натака. Интересно е. А како се вклучи ти во целата приказна да еве ти си сопственикот на фирмата, Да. Зошто ти се снимаш? Па, мислам дека после сите овие работи што ги закажав, веќе треба ти е јасно дека сакам да се вмешам во секоја манџа. Види, прво задоволство ми е. Интересно ми е. Не е секојдневно. Да излезеш пред камера, прво не е лесно. Да. Затоа што не е, што е излезел знае како е. Затоа Не што се не е едно. излезел може да коментира колку сака. Меѓутоа, самиот факт дека си напред пред камера е нешто поразлично од нашето секојдневие. А тоа е снимаш некој контент, што тај контент некој го гледа од другата страна. А од денешно време сите се на телефоните и гледат некаков контент. И сега, нели, ако сакаш малку да бидеш поразличен, прави нешто поразлично од другите, за прво на тебе те биде интересно, а после од другата страна луѓето кога те прифатат, тоа не можеш ти да го контролираш и на крај на денот не треба да се контролира. Така. Се согласува. Да, имаме секаков тип на коментари. А каде е сега фокусот? Еве, 23-та ти ја купуваш пак фирмата Autolux. Еве сега 26. Значи, ти 4 години ја имаш, 3 ја немаш, 4 ја имам, 3,5 ја немам, и сега 3. и речи си па 4 ја имам. Сега на 15 април правим 11 години. Горе, доле од прилика така е, да. Фокусот кој е? Моментално, последните 2-3 години работиме максимална автоматизација, колку што е можно поголема секој процес, затоа што кај нас има многу процеси. Од нарачка, клиент кога ќе нарача, дали ќе биде тоа преку онлайн страната, дали ќе биде преку комуникацијата, што зборат луѓето, да, тоа е неизбежно. Од самата нарачка се трудиме колку што е можно тоа тркало, тај круг, да го завртиме што е можно побрзо, да дојде делот што е нарачан до самиот клиент, затоа што тоа не е процес каде што он го нарачува и ти го имаш тука на рафтот, стоја и утре го испраќаш. Тука е малку посложено, затоа што се работи за огромен каталог, каде што нормално немаш се на лагер. И тоа е процес на увоз, па тука имаме царина, па истовар, па пакување, адресирање, испорака, па да стаса до крајниот клиент, а да стаса да биде тоа што е нарачено. Ако е шоферски жмигавец, да биде шоферски жмигавец. Да не стигнеш шофер. Тоа е едноставно работиме во подобрување на процесите за да добиеме максимално да добиеме квалитетна услуга и да имаме задоволни клиенти. А колку луѓе се вклучени во тие процеси? Колка во бројка на... Па види, процесо мине низ, не знам, низ 6-7 раци, сигурно, а претходно е минал низ многу повеќе. Сега со самата автоматизација е многу убрзано. Меѓутоа колку и да е убрзано, е еден дел апел до нашата држава, за да можеме да подобриме економијата, e-commerce работата со делови што ги нема во Македонија, треба да се убрза процесот на царина. Сите производи кога ги внесуваме, кога ги увезуваме ние, доста време се губи на царина. Исто имаме многу високи царински давачки за се.
не само за автомобилски делови, туку буквално за се и на некој начин многу поскапо плаќа македонскиот граѓанин за некаков дел, отколку што е надвор од Македонија. Па да, тоа е во глобала, не само за некој дел. Сите продукти ги плаќаме многу поскап. Дали опрема за снимање, за било што и да е, ги плаќаме многу поскап. Еве, ја лично купував дрон од Виена, од Австрија. Да. Австрија. Да. А овде дронот, фактички на мене ми излезе авионската карта, шетањето, таму што потрошив и слично, колку што требаше да го купам дронот овде. Верувам, знам го процесот, меѓутоа клиентите чат пат се бунат некои кога споредуваат некаде со цени, меѓутоа тука голем дел влијае токму таа царина. Еве ќе дадам еден конкретен пример за еден body kit, AMG body kit за C класа, за Мерцедес, ако кошта да кажеме 1000 евра, во Македонија ќе кошта 1250. Зашо? Затоа што еве Грција или Бугарија за истото да се увезе од Тајван или од Кина, они има 3% царина на браници, на пластика, кај нас има 17%. 1000 евра, 17% се 170 евра. Да, добро, ние сме поека држава и затоа. А таму е со 30, да. Не имаме повеќе пари, затоа е кај нас. Појаки сме. Да. Напомена дека читаш книги. Да. Или си во некој период многу читал книги, независно. Да. Која книга така ти остави најголем впечаток, некој инфлуенс врз тебе? Па, види, не можам конкретно една да одвојам. Тоа се повеќе книги, меѓутоа, еве, доста интересна книга и лесна за читање, со голема мотивација, може да биде Клубот 5 наутро. Од Робин Шарма. Да. Робин Шарма, мислам дека тоа е книга и неговите книги по принцип се многу интересни и лесни за читање и воздигнуваат со многу голема мотивација. За Имаш прочитано Лидер без титула? Лидер без титула, да. Да. Пример, врз мене таа книга остави многу голем инфлуенс. Да направам некој пресврат во главата. Да се случи нешто поразлично, да ти го отвори спектарот на погледот на работите кои што стават. Бидејќи, еве, лично, колку за тебе значат титулите? За мене лично, не значи ничија титула, ништо. Океј, може да го почитуваме било што, Така. но ако се крие само за титулата, не значи ништо. Да, согласувам се, буквално се согласувам со тебе. Титула, јас се восхитувам на многу луѓе, буквално на нивните успеси. Јас се радувам на туѓи успеси, затоа сум го ја споделувал мојата информација или ако сум можел да помогнам на некој процес, затоа што знам колку значи кога ти е потребно нешто, а нема од каде да ја најдеш таа информација. Голем дел од тие информации се кријат токму позади овие книги, кои што за жал у денешно време се помалку и помалку се отварат и се читат, меѓутоа таму тоа е едно многу големо богатство кое што треба да се негува, не кошта ич, една книга кошта 200 динара, да ја купиш, да ја прочиташ, меѓутоа може да се извадат многу интересни, поучни работи каде што се градеш преми самиот себе, ти се отварат многу нови можности и на некој начин си многу поконкурентен од другите. Можам да кажам, затоа што на тај начин ти се издвојуваш. Ако 90% се луѓето на телефон, ти ако читаш, веднаш се издвојуваш од самата таа. За титулите, да се навратам, не ми значат и на мене ништо. Сега, во дел од подкастот зборувавме и за тоа, ти имаш завршен економски факултет, Да. но кога дошол моментот за инвестиции, не си го искористил факултетот. Не сум го искористил затоа што реално погледнато, како и многу голем дел од денешно време, факултетот е чисто како да се го завршиле тај факултет. Бил сум на настава, посетувал сум ја наставата, некој конкретен дел од него да извадам немам, затоа што меѓувреме јас сум правил некои реални проекти што сум имал многу поголем интерес кон нив. Тоа не кажувам дека јас факултетот не е добар или дека не може да се научи, туку се кажувам лично за мене како е влијала целата таа приказна врз мене и врз моето развивање. Што би ги советувал младите? Што би им
кажал на што да внимаваат, како да дојдат до нешто што го посакуваат или како да дојдат до одредени успеси. Бидејќи успех за секој значи различно. Да, види, по принцип, што би ги советувал, да не слушат совети од секој. А ако сакат да слушат совет, ако сакат да примат совет, да го примат од оној кој што веќе го има постигнато тоа што они сакат да го постигнат. А тие луѓе ќе им го дадат. Значи, ако сакаш ти да постигнеш нешто, тражи го совет од тоа некој што го е веќе постигнал, а не од... Пошто сите у тај момент се прават многу паметни, лево, десно, нели, тоа е нормално, Тоа е секојдневно нормално, да да. го има од секаде. Меѓутоа, според мене, правилниот човек ќе ти да го даде правилниот совет. Тоа е едната работа, другата работа нема пари, брзи пари. Значи, ако тргнеш ти со умисла дека ќе заработувам пари од тоа, нема да заработуваш, туку едноставно треба да се вклучиш у процесо, да бидеш дисциплиниран, истраен и успехот ќе си дојде сам по себе. Многу луѓе прават грешка, тргнуваат со мотивација, меѓутоа немат дисциплина и немат конзистентност у работите и се откажуваат кога ќе мотивацијата кога ќе заврши, а мотивацијата завршува после првиот пат. Да. Сега да ги повикаме и сите оние кои што гледат подкастот на 16 мај на Busy Night 2026, прва бизнес конференција која што ќе се одржи во Штип, ќе биде во просториите, односно во амфитеаторот на економскиот факултет Гоце Делчев во Штип, при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со почеток од 10 часот. Присуството ќе биде бесплатно, но ограничено. Сите оние кои што ќе се пријават на линкот, кој што ќе го имате во description, во опис на видеото, на подкастот, места ќе има 300, односно 300 луѓе ќе може да присуствуваат. Оние кои што нема да бидат пријавени, нема да може да се појават само на настанот и да присуствуваат таму. Еден од говорниците, од панелистите ќе биде и Владко на подкастот, на бизнес конференцијата Лапсус, и она што ќе може да го научите овде на оваа бизнес конференција, ќе биде еден од панел дискусиите ќе биде како се гради бизнес, односно како се гради бизнес во Македонија и од Македонија. И вториот панел дискусија ќе биде победнички менталитет, односно како дисциплината и редот градат бизнес, односно како се станува шампион во бизнисот со дисциплина и ред. А за другите предавања кои што ќе бидат поединични, ќе го знаете накнадно, односно дополнително на линкот во кој што ќе ги имате целата агенда, кои ќе бидат говорници, кои ќе бидат панелисти, што ќе се случува и слично. Пријавете се и се гледаме на Busy Night. Владко, благодарам што беше гостин и што ќе ја подржиш и конференцијата ќе не почестиш со твоето присуство таму, ќе споделиш искуства, ќе споделиш знаење. Да. Ти благодарам, Петар, за твојата покана уште еднаш и секоја чест за ова што се прави, и еве ги охрабрувам сите кои што сакат да помогнат во градењето на еден успешен бизнис или давање на поттик на младите како да изградат еден бизнис, да се пријават и да бидат ваши гостини на оваа емисија. Поздрав! А вие останете и гледате ги другите епизоди од Bizcast и се гледаме на 16 мај во 10 часот, со почеток од 10 часот на Busy Night 2026. Пријавете се на линкот долу.